Со мене во студиото е генералниот секретар на Црвениот крст Саид Саити. Црвениот крст со сите своји расположливи капацитети во соработка со институциите секако дава придонес во обезбедувањето на потребната поддршка за после трагедијата нели во Кочани. Како е на терен? Па, како вчерашниот ден го завршивме, нели, следевте и вие медиумите, значи тоа што го правевме вчера како Црвен крст, нели, бевме стационирани, генерално и концентрирани бевме најмногу во Кочани, се разбира. После тоа, како што настаните се развиваа дополнително, значи, беше потребно да ние се појавиме, нели, пред болниците во Скопје, клиничкиот центар, градската стара општа болница и 8 септември. Тука имаше наши тимови од волонтери. Во Кочани бевме најмногу, значи околу 50 волонтери вработени беа присутни таму. Сите механизми се ставени сите во механизми функција, се ставени во функција. Кога видиме сите механизми, значи од почеток до крај, во која смисла, знаете, ние ги следиме нашите внатрешни процедури оперативни. Во вакви ситуации Црвениот крст секако дека е дел од единствениот систем за одговор на катастрофи, односно кризни состојби од овој вид, и секако дека во тој систем нам ни припаѓаат одредени работи кои се традиционално на Црвен крст, и тука аналогно на тоа вчера нели бевме присутни од почеток, од најраните утрински часови. Нашите тимови во главном значи се занимава, односно пружа значи прва помош, психолошка прва помош, се делеше вода, дополнително едно време нели од Скопје донесовме од нашите централен магазин, значи хуманитарна помош за болницата во Кочани, и тоа во хуманитарна помош во кебиња, во постелнина, во инвалидски колички, и секако тоа што следеше во текот на денот во Скопје, значи се делеше храна за луѓето, повторно вода се делеше, значи нашите волонтери укажува прва помош, било да е тоа нели имаше доста ситуации неубави, за жал во вакви ситуации тоа е очекувано, но навистина како и секогаш досега мислам дека Црвениот крст одговорно се однесуваше и секако дека ги следеше инструкциите на тие што ги водеа работите на теренот, тоа секако се институциите на системот. Ние како Црвен крст нити сме претендирале, нити можеме да водиме вакви ситуации, нити треба да водиме, едноставно нашата улога е помагателна властите, да бидеме дел од системот и да тој дел што нам ни припаѓа да биде што е можно поефикасно направен. И возилата на Црвениот крст беа ставени во функција што се од програмата за санитетски транспорт. Да, дополнително се увиде дека ќе има потреба да се зголеми бројот на возила што ќе пренесуваат повредени од Скопје, од Кочани во Скопје. Црвениот крст, како што знаете, во сервисите своји има санитетски специјални возила кои вршиме санитетски транспорт, и тие возила вчера беа ставени на располагање на здравствениот систем и тие работеа цело попладне вчера и ноќеска, така да и денеска имаме таму возила наши, дополнително појачани со едно возило од Охрид санитетско, исто од Црвен крст на Охрид, затоа што сметаме дека и денешниот ден ќе бара таков вид на ангажман. Вчера морам да кажам дека ние се најдовме и локално, бидејќи освен што нели основниот сегмент и елемент беше насочен кон настраданите, имаше многу интервенции и со локалното население, знаете, тоа беа тешки ситуации, семејствата нели на за жал луѓето кои ги има изгубено животите, па и тие што има повреди, сите тие ситуации предизвикуваат дополнителни проблеми, така да сето тоа требаше да се санира. Болницата секако дека здравствениот систем, министерството тука беше, но во такви ситуации кога имате зголемен наплив на такви ситуации, секако дека редовниот систем не секогаш може да излезе во пресред, така да таа помош беше добре дојдена. Секако дека не беше само Црвениот крст на терен, но јас изборувал за тој придонес наш, но вчера беше ден каде што требаше сите да покажеме нели една сплотеност, една координација добра, за да можеме што е можно побрзо и најбрзо да им се најдеме на луѓето и да им помогнеме во нивната неволја. Така, има ли доволна поддршка во однос на материјалните средства или нешто што во моментов е потребно, па и во делот на социјалните мрежи почнаа да се шират информации дали е потребна одредена крвна група во некоја од болниците и слично? Какви информации последуваат? Знаете, јас и вчера и денеска пак ја апелирам. Системот во тој дел е стабилен. Резервите од крв и крвни продукти се навистина на потребното ниво.
повредите, природата на повредите од вчерашните настани не беше таква што изискуваше и бараше оваа некоја дополнителна количина на крв, но имаше и од тие причини на вистина нема потреба кога некогаш имате некаков ресурс да го дуплирате или не знам што, затоа што едноставно не треба. Во оваа ситуација се ако зборуваме за потребите на терен, еве крвта е еден ресурс кој треба нели секако вакви ситуации, но секако и помошта, онаа помош хуманитарна е потребна и многу е важно, и вчера апелиравме и денеска апелираме. Ние и го разбираме моментот и ги разбираме луѓето, секој сака да биде и хуманитарен и солидарен и тука е неспорно, меѓутоа мораме да бидеме концентрирани и да ги следиме потребите на теренот. А потребите на теренот нели секојдневно ги објавуваме и како Црвен крст па и од страна на владата. Тие сега не барат хуманитарна помош материјална, тие состојби не барат храна, пакети, хигиена, кебиња, облека и така натака. Тие потребите се од една друга природа. Тие луѓе за жал ќе имат големи трошоци нели во наредниот период. Било тоа да се околу тие за жал церемонии кои треба се случат погребални, било тоа да е она времето нели на луѓето кои се по болниците ќе имат трошоци, така да навистина би било добро да се следат инструкциите на Црвениот крст и инструкциите на тие што претендира да водат во вакви ситуации, мислам на државата, се со цел да таа помош да си го најде своето место. Да не собираме тоа што не треба и тоа што на луѓето во моментов не им треба. Значи уште еднаш велам, најдобро е да се бидеме навистина во вакви моменти, да се слушаме едноставно, да се почитуваме и да ги уважуваме потребите на луѓето, без да придонесеме дополнително за некои состојби кои не треба да ги има. Така, рековте тежок ден, полн со емоции, сепак и вашите тимови се составени од млади волонтери кои што директно на терен нели помагаат, но од друга страна емоциите преовладуваат во дадени моменти, тоа е. Да, значи беше тешко во Кочани, нашите волонтери кои се многу добри, секаде ги има, значи, но се виде таа поврзаност, тоа секојдневие, многу другари, за жал имаме ние неколку волонтери на Црвениот крст кои беа меѓу загинатите 20 до 30 досега, од Виница и од Пробиштип, мислам дека имавме таков случај, но како и да е, успеавме со дополнителен прилив на волонтери од соседните општини, од Неготин, од Струмица, од Гевгелија, Кавадарци, денеска имаме волонтери од Охрид, од Битола, таму, значи се обидуваме на тој начин тоа да го некој начин надминеме, да им биде тие поддршка едноставно на своите врсници, на волонтерите од Кочани, се со цел нели да манифестираме едно единство. Црвениот крст е секаде Црвен крст, ние сме секаде Црвен крст и многу е добра мобилизацијата, многу е добар одзивот на сите волонтери вработени во организацијата. Мислам дека и во наредните денови ќе продолжиме, затоа што за нас ќе има работа во Кочани. Ќе има работа и во наредниот период, наредните месеци, можеби, затоа што треба ние да бидеме што е можно поблиску до семејствата на настраданите, до луѓето во Кочани, да се помогне некако колку што е можно да се вратат во некоја нормална. Кога ќе дојде таа нормална состојба ќе видиме, но треба да дојде и треба заеднички да ја создадеме и тука дополнително престојат тие предизвици што треба да ги решиме. Знаете, не знам времето колку ни ветува, можеби овие моменти се погодни да се потсетиме и на причините некога што не ги создават и ги прават овие ситуации и на намерите, односно подготвеноста, сето тоа да се надмине во некоја форма. Вчера нели се ги слушаме од пресот на министерот, слушнавме, се набројуваат причините и условите кои доведоа до сето тоа. Дел од тоа се работи кои системот треба да ги воспостави, дел од тоа, значи, треба и може да ги работи Црвениот крст, значи, сите ние треба конечно да извлечеме поуки од овие работи. Многу често ни се случуваат овие работи, многу кратко трае, да речеме, тој момент на некакво си расположение, какво што го имаме сега и наеднаш повторно се враќаме кон едно секојдневие кое не ни е најдобро. Мораме да ги научиме лекциите, дефинитивно, мораме да извлечеме полза, мора да воспоставиме системи добри на... Јас зборувам се за нашиот дел на работата, не би навлегол во делот на работите кои припаѓаат на државата, значи, овие обуки, системите за обуки, едукацијата, воспитувањето, се тоа се нешта кои го прават системот дополнително и мислам дека еднаш за секогаш треба да ги напуштиме оние лоши практики, да се вратиме кон некои позитивни работи кои ќе произведуваат
позитивни ефекти во општеството. Било тоа да се хуманитарни, било да се тоа друга природа. Има многу пропусти во тие така наречени системи за обуки кои државата ги промовира, односно ние ги работиме, се трудиме да ги правиме. Сето тоа мора да поприма некоја друга форма, некоја друга димензија. Треба дефинитивно да се надминат веќе оние состојби од типот ќе одите да полагате некаков испит, па не морате, па некој ќе ви го даде под рака и така на така, па некој тоа ќе го одобри, па ќе го испочитува државата, мора да постави правила построги малку, кои сите ние ќе ги следиме, што претендираме да бидеме провајдери за овие работи. Така да во некоја друга пригода можеби ќе имате повеќе време, затоа што и вие доста помагате како медиуми во државата, заедно во една соработка заедничка, мораме да придонесеме овие негативни состојби една за секогаш, да почнеме да ги надминуваме, да создаваме што е можно поздрави седрини, поздрави релации, се со цел нели да направиме еден поудобар, поубав амбиент во државата за живење. Така да навистина еве нека биде една од последните опомени, би рекол, дај Боже веќе да ги немаме во ваквите состојби во државата, ама ајде сите тие каде што можеме и колку можеме да го дадеме придонесот и да се менуваме, почнувајќи од себе си, па после кон другите, кон сите тие што нели значат нешто и придонесуваат нели во оваа држава. Рековте да ги научиме лекциите, за жал лошо е кога учиме на потешкиот пат лекции, уште само информацијата дека отворени се наменски телефонски линии за психолошка поддршка. Значи отворени се наменски линии за психолошка поддршка во Скопје, Кочани и Штип, но вредно да се спомне дека се отворени телефонските линии за собирање на средства парични нели за настраданите семејства, тоа се они нашиот познат телефонски број 143400 и жиросметката на Фондот за солидарност, и можам со задоволство да кажам дека со задоволство, ако тука има некој задоволство и среќа, дека се собираат, значи солидарноста, одзивот е голем, солидарноста е на високо ниво и мислам дека многу кратко време нели ќе можеме да соопштуваме за резултатите од кампањата, но како и да е, Црвениот крст за сега останува во таа форма за обезбедување на хуманитарна помош за населението и за настраданите во Кочани. Навистина, доколку има било каква друга потреба да се наметне на терен, многу на време ќе известуваме и многу на време ќе им соопштиме на граѓаните што е тоа што треба од аспект на работењето на Црвениот крст. Тој не претендира да биде контролор на состојбите на тоа поле, но претендира да биде помагател и да помогне со своето искуство и знаење скромно во тој делот на хуманитарното работење. Така, остануваме во контакт секако да се следат состојбите, да се помогне во овие навистина тешки, емотивно тешки моменти со кои што се соочуваат нашите граѓани во Кочани, семејствата во Кочани, но и ние сите граѓани во земјава, бидејќи не тагува само Кочани, тагуваат буквално сите граѓани. Треба да бидеме со нив овие денови. Најмногу е потребно да бидеме со нив. Така.